председавач, почитувана министарке, почитувани колеги, почитувани медиуми. Ако за нешто предходната влада на ВМРО-ДПМН беше критикувана, тоа беше покрај останатите работи и пиарот. Гледам дека убаво сте го надградиле, прошириле и бога ми добро го употребувате. Зошто? Ќе објаснам. Мислев дека после очигледното паѓање на економијата за време на пандемија, овој закон кој што го поддржувам како идеја, ако абстрахираме се што е околу нас, дека немаше денеска да го предложите, затоа што сметам дека со овие 42 гранки, кои што нема да бидат опфатени, законот ја губи самата смисла, самата цел за која што се предлага. Тоа е моje мислење. Втора работа, зборувавте дека 6 месеци, точно е тоа, сум била со вас исто на дебата по однос на ова законско решение и точно е тоа дека Организацијата на работодавачи, односно председателот на Организацијата на работодавачи изрази некаква поддршка за законсково решение, ама почитувана министерке, денеска во мојот град во Свети Николе, предпоставувам дека заради некакви поени политички предизборни треба да присуствува советникот за труд и социјална политика на премиерот во локалната самоуправа и ги повикува отпуштените работници од фабриката Мода од Свети Никола, кои што сега се 250, а собственик на оваа фирма е токму председателот на работодавачи на Македонија. Па не знам, може би требаше наместо тука да бидеме таму и оваа аргументација на веќе отпуштените работници да им ја кажеме, секако ќе се обидам да не бидам малициозна, иако одредени членови на владеачката гарнитура, почнувајќи од оној што снимаше спотови во Мода Свети Николе и останатите фабрики во Источна Македонија, колешката спомна Баргала и останатите, но ради личното почитување ќе се обидам да го задржиме нивото. Така да, почитувана министерке, денеска јас и вие може би требаше да бидеме во Свети Николе, во мојот крај. Па да им кажете, да им објасните на работниците дека нема да работат во недела, па да каже работодавачот што мисли за недела неработен ден, па да ја продолжиме дебатата која што вака баш бевме прекинати 15 минути порано во една емисија, се сеќавате? Бев јас прекината, не вие. Убаво е тоа да се прави пиар и да се, замисленото во програмата на владата се остварува за добро на работниците. И се согласувам со максимата дека мотивирани работници се ефективни. Точно е тоа, така е. Ама ние, односно вие, како предлагач и ние како носители на одлуки треба да бидеме многу внимателни и во ниеден случај не треба да се абстрахираме од реалноста, дека се уште сме во кризна состојба. Не смеете да го заборавите фактот како министерка дека ние пред некој ден пратениците на Собранието на Република Македонија изгласавме продолжување на кризната состојба, што значи дека кризната состојба во државата се уште трае. Кога сме во кризна состојба, основната работа на една влада е да помага, како што кажавте и самите, на работниците. Ама што се случи? Во оваа сала пред 2 дена заврши амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Имавме ние еден амандман за помош на текстилната и кожарската индустрија, во кој што напишавме дека треба да се помогнат работниците кои што веќе ги изгубија работните места. До денеска, може би не сум апдейтирана со нови податоци, до денеска има 7.000 во Источна Македонија
7.000 работници кои што ги имаат изгубено своите работни места. Многу се убедувавме тука, арно, ама не го усвоија амандманот. Колегите од мнозинството не гласаа за амандманското решение. Сега гласно размислувам што, како вака надграден пиар, што денеска советникот за труд и социјална политика, извинете, му го заборавив името, ќе им каже на вработените од мода, па можеби ќе оди во Штип, во Бргала и останатите, што ќе им каже, зошто не го усвоија амандманот. Да помагате, се разбира, во моментите кога се носи ребаланс на буџет, е тоа. Единствен начин е тоа. Сега не мислете валјда на пакетите, на оние незаконски дејанија или полузаконски дејанија. Ние збориме тука за да се премости таа криза. Велите дека се консултирани сите. Јас денеска прочитав една изјава на Сојуз на синдикатите во кој што велат дека не биле поканети на денешната седница и не може да бидат поканети затоа што не е јавна расправа. Се надевам дека и такво нешто ќе имаме и ќе ги слушам, да и кажуваат дека предлагаат при прекрашувањето на одредбите од член 134 за оние работодавачи кои ќе се осудат да работат во недела, а нема да бидат во исклучоците, забрана за вршење на работа да се донесува на целокупното работење, а не во работниот простор или работна просторија каде е утврдена неправилноста, односно работа во недела. Јас и вие доаѓаме од Источна Македонија и сме свесни дека кршењето на овие права на работниците постоело и доколку инспекцијските служби не работат како што треба или не се зголемат, и ќе постои за жал. Сега, велите дека синдикатите мораме да ги анализираме сите нешта, затоа што ако ја донесеме одлуката, а ги немаме сите информации, ние наместо добро законско решение и наместо да помогнеме, ние може да направиме многу поголема штета, говорам за моментот сега. Ке нагласам пак, 42 гранки не се опфатени. Велите дека синдикатите, коморите се согласиле. Еве сега читам една изјава од Стопанска комора на Македонија, вели дека предлог измените на Законот за работни односи со кој се дефинира недела неработен ден по сектори не оди во полза ниту на економските субјекти, ниту на работниците, ниту на македонската економија како целина и ќе предизвика сериозни негативни импликации. И вели, ова е ставот на компаниите членки на Стопанската комора. Се прашувам која ни е целта, и вашата и нашата, значи заедничка цел. Вие предлагате, ние носиме одлуки. Ако ни е целта да намалиме број на вработени, а оние што ќе останат на работа, за нив ќе се имплементира ова законско решение, тогаш сметам дека целта не ни е оправдана и не ни е добра. Сметате ли дека 60.000 вработени, кои што не вработени во моментот, кои што останаа од пандемијата па наваму, а ова го имате изјавено и вие како влада, дека предлагајќи го ова законско решение, рачунате на одредени негативни импликации, односно отпуштање од работа. И тоа како пресметан ризик, ама не кажавте која би била бројката на отпуштени вработени откако ќе се имплементира, односно усвои ова законско решение. Добро би било, како пратеници кои што ја носат финалната одлука, да го слушнеме и тоа, дали го имате тој показател. Велите, во недела ќе работат инспекторите и ќе ги казнуваат оние кои што го прекршуваат законот. Сега малку е контрадикторно, затоа што инспекторите влегуваат во гранките,
кои што не работат во недела, дали ќе примите повеќе инспектори, дали и на нив ќе им ја платите прекувремената работа и колку е тоа возможно, бидејќи знаете и самите колку многу компании има. Од тука консултиравме и голем број на синдикати, особено во Источна Македонија, кои што велат дека во моментот, да, во рете, значи ќе повторам, самата идеја е добра, ама да важи за сите, вака не може да важи за сите, или ако не за сите се знае, здравствени работници и така натаму, оние кои што не можат да престанат да работат во недела, се поставува прашањето зошто се поднесува закон и одредби кои што веќе се регулирани, ги имаме во колективен договор, ги имаме во Законот за работни односи кој што утврдува еден ден во неделата да биде неработен, а по одлука на работодавачот. Дали не мислите дека е голем ризик? За моментот говорам. И колку вработени ќе останат, колку работници ќе останат без работа, бидејќи јас такво прашање поставив на едно од дебатите, меѓутоа не добив одговор. За жал, овие денови одговорот го добивам гледајќи ги судбините на вработените во Мода, во мојот град, и во Штип, Баргала и останатите вработени, кои што се во особено претежно во текстилната и кожарската индустрија, колку тие гранки можат да ги издржат, да го издржат ова законско решение. Пред да влезам во салата, прочитав податок од Бранко Азевски, кој што вели дека 30%, може и да грешам, дека 30% од стопанските гранки ќе бидат принудени да отпуштат работници. Така да, почитувана министерке, сакам да верувам дека законското решение кое што го поднесувате има добра намера, познавајќи ве лично, но тука не се работи за лично познавање, туку се работи за реперкусии кои што ќе и текако ќе влијат и на стопанството и на падот. Економијата во Република Македонија во слободен пат. Во слободен пат. Имаме во рецесија, длабока сме, а каде и да е ќе се прогласи инфлација. Така да, мислам дека ние како пратеници не можеме сами да одлучиме. Нам ни требаат овие податоци сега, јас што ги кажувам, сум ги видела вчера, завчера, изјави од синдикатите и од коморите, но знаете, сте биле пратеник, знаете како одлучуваме, особено за вака важни законски решенија. Нам ќе ни требаат дополнителни изјаснувања на синдикатите, на сите кои што ќе бидат засегнати со ова законско решение, и сметам дека една јавна расправа ќе треба да повикаме, да ги повикаме сите оние кои што се засегнати со ова законско решение, и претпоставувам дека на таа јавна расправа и вие како министерка, но и на нас како пратеници ќе ни бидат појасни некои нешта, па за да можеме да одлучиме, затоа што ние сега сме помеѓу работниците и работодавачите. Желбата на владата да се исполни некоја, не знам, предизборно ветување, недела неработен ден на 60 на 60.000 во моментот работници се останаа без работа, и желбата на владата и реалноста, која што за жал поради розевите очила на поединци во владата и главниот во владата не можете да ја видите. И така да не смееме да брзаме со одлуката за ова законско решение. Затоа, почитувани колеги, предлагам да имаме една јавна расправа по однос на ова законско решение, во кое што ќе ги слушнеме сите засегнати страни, да видиме
што и како ние како пратеници треба да одлучиме, дали да дадеме поддршка на ова законско решение, се извинувам, дали да не дадеме поддршка, дали да дадеме поддршка, но да биде со амандмански интервенции кои што ќе произлезат директно од оние за кои што се однесува. Знаете, сме го правеле тоа и предходно. Сметам дека со јавната расправа некои нешта ќе ни бидат појасни, иако состојбата секако во Република Македонија, особено на економски план, нема да се подобри. Еве ги спомнавте моловите, па знаете дека најголем дел од вработените од моловите не сакаа да работат во недела, ама еве сега ќе работат во недела. Значи сте направиле проценка на губитокот, на добитокот, и така да за кого ќе се однесува ова законско решение. Значи делот вработените во моловите, огромен број, не сакаат да работат во недела. А ако го носиме ова законско решение токму за работниците, голем број на работници не ги опфаќа ова законско решение. 40, прво беа 20 и нешто, ако добро се сеќавам. Па 30 гранки, па сега излегува 42. Да не излезе на крајот дека некои се па и заборавени, да не излезе на крајот дека некој кој што ви дава јавна поддршка, како што е со председателот на организација на работодавачи. Еве, јас ќе ви дадам поддршка тука кај мене во фабриката, снимавте спотови, ама од друга страна ќе ги отпуштам работниците, 250 на број. Па и ведете сега, одете во Свети Николе, таму кажете му на градоначалникот, нека ги повика. Замислете денеска градоначалникот, локалната самоуправа во Свети Николе ги повикува вработените во мода кои што добија откази, за да им го да нашле начин за решавање. 2 дена предходно тука во оваа сала амандманот наш се одби. Да, не го изгласа амандманот за помош на вработените од текстилната и кожарската индустрија кои што остануваат без работа и најавуваат дополнителни отпуштања. Зошто? Затоа што се знае, ние знаеме, немаат порачки. Закочена е економијата, не само кај нас, еве и во Германија нема порачки. Во време на пандемија страда текстилот, тоа го знаеме. Нашата интенција беше да се помогне и на нив, и на работниците, и на работодавачите. Ама денеска, еве, они ќе ја решавале проблематиката со некој си советник за труд на премиерот. Пиар, тежок пиар. Затоа велам, може би денеска јас и вие требаше да бидеме во мојот град, во Свети Николе, па ние да поразговараме и да им кажеме дека амандманот беше одбиен, дека нема помош. Тоа сега што ќе бидат во Заводот за вработување и мерките кои што ги следуваат сите невработени, тоа веќе сосема друг дел на приказната. Еве, нема да должам толку. Мојот предлог сметам дека треба да биде прифатен. Бараме јавна расправа за ова законско решение, затоа што сметаме дека истото ова законско решение нема да ја оствари целта за која што е наменето. Тоа е, можеби ќе бидеме разубедени на крајот на денот на самата јавна расправа, па ќе донесеме конечна одлука дали ќе дадеме поддршка на законско решение, дали ќе интервенираме со амандмани и така натаму. Благодарам.